Во амнестијата не влегуваат организаторите и подготвувачите на настаните од 27, односно сите за кои што постојат основи на сомневање и основани сомневања дека учествувале во организација и подготовка, не учествуваат лицата кои што извршиле физичко насилство, не учествуваат лицата под фантомки кои што извршиле физичко насилство, не учествуваат лицата кои што носеле оружје и експлозивни направи, не учествуваат службените лица кои што ги пречекориле своите службени овластувања. Така што предлог законот и оваа одредба која што ги исклучува действијата кои што не влегуваат во амнестијата, остануваат на располагање, на оценка на јавното обвинителство и на судот. Вториот примарен принцип во разговорите по однос на овој предлог текст беше и немешањето во одлуките на обвинителството и на судот. И од тука и во следниве чекори процесните аспекти на остварување на правото на амнестија на секој обвинет за настаните поврзани со 27 е индивидуално. Значи, се поднесува барање до надлежен обвинител и до суд, судот го носи решението по претходно мислење на јавниот обвинител надлежен што го води случајот. И од тука ние воопшто не се ни обидуваме, ниту пак сакаме да вршиме било какво ограничување на правото и надлежноста на обвинителството и на судот да ценат врз основа на какви докази располагаат за лицата кои што ќе поднесат индивидуално барање согласно овој закон. Затоа ние не ги прецизиравме кривичните дела, не правиме ние квалификации на делата кои што не влегуваат во амнестијата. Значи, организаторите и подготвувачите на настаните поврзани со 27 и лицата кои што се води истрага за кривичното дело здружување заради непријателска дејност нема да бидат опфатени со... Значи, повторно ќе го напоменам делот од законот, мислам дека не се слушаме. Веќе го повторувам трет пат истиот момент. Дека индивидуалното барање е индивидуално право на секој од обвинетите. Што значи дека по донесувањето на закон кој што ќе ја определи рамката за делата, не за лицата. Ние индивидуалци не сме разгледувале, нити можеме да разгледуваме. Обвинителството и судот се тие што ќе ценат дали одредено лице кое што е обвинето влегува исполнува услови да биде амнестирано по законот или не исполнува. И затоа е таа индивидуална постапка. Индивидуалното право на секој обвинет за настаните поврзани со 27 предвидува и право некој да не поднесе барање. Ако сака до крај да ја докажува својата невиност или ако не ја прифаќа амнестијата како таква. Пет дена од донесувањето на... Тоа е право, никој никого не тера ништо да направи. Зашто да го признаат? Значи, не... Бараш амнестија, значи го признаваш делото. Така не можеш да бараш амнестија за нешто што не си го направил. Значи... А ако сега не побара амнестија овие 5 дена, ќе го изгуби правото подоцна. Значи вака, вие сте новинари, предпоставувам дека знаете што е амнестија
и дека самиот процес на амнестија од стартот не анулира невиност на никој кој што е во процес обвинет. Ме разбирате? Сега, тој што се чувствува невин, има право да не поднесе барање и да ја докажува својата невиност. Класично. Уцена е тоа, и да ви кажам, вака сега, парламентот, значи, вие не си ги валкате рацете, оставате на луѓето на судот и на правителството да бират кого ќе амнестија, ќе ушива слободата, кој ќе оди во затвор. И ова е многу нефер. Значи, ова е прв пример во светот, јас не верувам дека имamo ваква селективност, значи, ваква осмислена, значи, многу кукавички, многу ви е подот целиот Значи, јас ќе замолам коментарите новинарски да си ги оставите за новинарски текстови кои што ќе ги пишувате по однос на денешнава изјава. Значи, ова го сметам како ваш личен коментар, кој што имате право потполно како новинар да го преточите во новинарски текст. Но овдека од оваа позиција ние објаснуваме тоа што ние сме го направиле во рамките на нашата надлежност. Надлежност на собранието е да донесува законски решенија за амнестија и тоа е утврдено и со Уставот и со Законот за собрание. Собранието на Република Македонија во изминатиот период носело многу текстови на закони за амнестија. Вратете ги назад, ќе го имате објавен текстот кога ќе биде влезен во собраниска процедура и ќе го споредите и во преодни и завршни одредби и ќе видите дали е точно ова што го искажавте на крај. Јас ќе се воздржам од тој коментар.